Сме повторно назад, почитувани гледачи, после краткиот блок на реклами се враќаме назад во студиото да продолжиме со нашиот разговор. Имаме и фотографии од сите наши гостинки кои што нели сакаме да ги споделиме со вас. Тоа се фотографии кои што им се навистина многу драги. Меѓутоа пред да се префрлиме на фотографиите, имам едно прашање за госпоѓа Фетај. Сакам да ве навратам, можеби нема ве навратам на еден преубав период во вашиот живот, меѓутоа затоа што сте жена борец и затоа што верувам дека имате позитивна страна на вашата приказна, би сакала да се навратиме малку на скандалот со СЈО што се случи. Вие како жена тогаш како се чувствувавте и како го поднесовте целиот тој настан? Периодот додека работев во СЈО всушност ми беше еден од најубавите периоди во мојата кариера. Таа институција беше замислена за да навистина се воспостави она што треба да владее во државата, правото, владење на правото. Имав во тој период, се сеќавате сигурно и вие, протести за поддршка, нели рековте, прашавте пред малку како е да се биде албанка во Македонија во однос на правото, да, и од сите етникуми имав поддршка, меѓутоа имаше и протести против начинот на кој што водев еден предмет. Верувајте дека првите протести кои што ми изразуваа поддршка, ми даваа поголем товар заради тоа што знаете, луѓето очекуваат од вас да донесете нешто што им е насушно потреба, а тоа е право, правдина и правичност, за разлика од другите кои што, знаете, битно е да сте самиот свесен дека сте работеле според законите и според доказите и на крајот на краиштата секој кој што си направил е свесен за тоа што си направил, меѓутоа се обидува да се прикаже на некој начин како жртва или не вем како иде. Жално е што таа приказна, би ја нарекла, заврши на начин на кој што заврши. Мислам дека беше направена голема неправда, заради тоа што, да, дури и да прифатиме, една личност од таа институција направила грешка, која што е докажана со правосилна судска пресуда, меѓутоа, еве да ве прашам, ако, например, министерот за економија направи криминал и заврши во затвор, ќе се затвори целото министерство? Не. Да, може би ќе кажат политичарите кои што ги носат тие закони, кои што ја формираат таа институција преку посебен закон, да, дека таков беше концептот на таа институција, ако го нема главниот, дека пропаѓа всушност цело обвинителство, никој не може да ме убеди дека доколку постоеше вистинска волја, а не само декларативна која што ја слушаме секојдневно, за да обстане една таква институција, не мораше во тој формат, во тој вид во кој што беше СЈО, заради тоа што и со самиот закон за СЈО беше предвидено тоа да има определен мандат, рок на траење. Меѓутоа, ете да се направеше некоја комбинација како што е СПАК, например, во Албанија, доколку постоеше волја вистинска, не само декларативна, верувам дека ќе можеше да се продолжи она што според мене представува вистинска борба против криминалот, бидејќи после тоа мислам дека ќе ни треба околу 20 години, онака хардкор да работиме, за да ја вратиме можноста за доверба во правото, а не самата доверба во правото. Штета е за целото општество, да, лично мене тоа многу ме погоди, се чувствувате ли изневерено? Вие бевте чарлиевите ангели, јас барем така читав наслови, што навистина е многу важна работа, да се даде таков епитет. Потоа е многу многу епитети, а потоа за жал и многу погрдни зборови за едно поинакво време. Не се водам, веќе сум имуна на зборовите, иначе ако отвориме социјални мрежи, полно ќе биде особено во минатото со говор на омраза. Да останеме на убавите спомени и на убавите зборови. Сепак беше навистина, да, тежок период, меѓутоа по друга страна кога заврши тоа, обидувајќи се да најдеш спас на некој начин или како да се вратиш во нормалниот живот, па почнав да спортувам, почнав да играм тенис, да возам велосипед, да пешачам, за да се вратам повторно во нормала, во кондиција. Кога сме веќе кај вас, убаво е да ги погледнеме и вашите фотографии, кои се навистина одлични и ќе направат еден времеплов на господјата Фетај од некогаш до она што е денеска. Ајде да ги погледнеме. Првата фотографија, она за која што ја споменавме како неголема поддршка. Да. Родителите. Не случајно сум ја ставила, имам повеќе фотографии со овие
најдраги личности во мојот живот, луѓе на кои што им должам се. Не случајно е ставена оваа фотографија. Гледате, од мојата десна страна е албанец, муслиман. Од левата страна поранешна православна србинка. Тука на 14 јануари 2024 година славеа 50 години брак. Пораката е дека Се може ако се сака. ако се сака, значи ниту вера, ниту нација може да биде пречка, доколку постои вистинска љубов и разбирање. Тие се најдобриот пример за ова. Затоа и сум ја одбрала оваа фотографија. Така, честно. Инаку мајка ми е голем борец. Морам да ви кажам, кога сум требала да се родам, мислам, докторите верувале, била во многу лоша здравствена состојба, околу месец и пол била во болница и тие се бореле за нејзиниот живот, а јас како готово завршена приказна, меѓутоа очигледно сам во една така силна и храбра жена како мајка ми можела да го издржи и ме донесе на свет. Така да, Вау. Секогаш албанските Браво. имиња имаат символика. Која е символиката на вашето име? моето име не е албанско, всушност е арапско. Така? Како Сакале да направат комбинација и од нивната зедница. дури со одредени професори вака на шала кои се зборувавме за имињата, кој би било она како превод од арапски на македонски на моето име, тоа би било како благородна. Така да некои вака на шала ме викаат благородна. Да. Еве сте вие, тука колку години имате? Тука имам 7 години, прво одделение БЕФ, веќе бев спремна. Или ви кажав и претходно дека татко ми беше всушност најдобриот учител, првиот учител. После оваа фотографија ќе го видите Јасен поглед и јасна цел. Госпоја Фатима. тука бев спремна, да. Еве. Ова е мојот покоен наставник, Ферит, Во кој училиште учевте? во на Инфрашори, во Неготино, Гостиварско, таму сум живеела. Овој човек ми даваше многу голема поддршка и многу истрпен заради мене. Кога почнав во 4-то одделение, ни дава, например, задачи, и јас за 1 минута ќе ги завршам и вака седам. Вика, Фатиме, ти не си за 4-то одделение. За некој Ти треба- погорно да. одделение. За 600. И си организираше наставникот комисија, се формираше во школата, посебна, ме испрашува и преминав директно во 5-то одделение. Да. И после тоа човекот имаше многу напади од сите страни заради тоа што сите вика, па и моето дете знае, и моето знае. Зошто Он викаше, само да, поддршка? знаат, меѓутоа стварно оваа дете нема потреба цело 4-то одделение да го тера заради тоа што за 2 минути завршува се и едноставно се разликува од другите. Браво. И издржа и Секоја чест што го препознал талентот, затоа што многу малку денеска наставници го прават истото. Ова е една случајно одбрав една ваква слика од средна школа. Тоа е период, тука Каде сме за- во Турција, во Аја Софија со другарки од Јас сум таа плавата во средина. Ако не ве препозна, каде Ја не би завршивте- препознала. Каде Не. завршивте средно образование? Средно исто има интересна приказна. Јас почнав во прва година во медицина. Меѓутоа, сосема случајно се запознав со еден човек, тогаш во тоа време беа отворени билингвални паралелки, Така 5 е. во државата. На француски и на македонски или албански се учеа предметите и пошто францускиот го зборувам убаво, не вика ти навистина ни требаш да се префрлиш во тогаш во гимназија Кирил Пешиновик во Тетово, имаше таква паралелка со ветување дека тие 5 најдобри ученици кои што ќе бидат стварно добри ќе добијат стипендија за студирање во Франција. И нормално се префрлив од втора година таму, бев меѓу 5 најдобри ученици, меѓутоа после се смени приказната као не треба да се иде првата година со само финансирање во Франција и после тоа кој ќе биде демек подобар ќе добие стипендија. И јас чисто за да проверам дали би ме примиле на факултет, аплицирав и ме примија во Рене Декарт во Париз, меѓутоа тоа беше чисто како проба заради тоа што финансиите не го дозволува тоа во тој момент. Но барем сте ја пробале можноста дека патот може да биде отворен. Апсолутно, да. Тука е тој момент кога навистина ми се појави она желба за
борба, да бидам вистински борец за Право и правдина. Тука сум стручен соработник во апелационен суд Гостивар. Ја носам тогата на судијата Булбари Рамадани. Тој ми е во однос на овој практичниот дел, можам да кажам, учител, вистински. И ден денес, иако не работиме со него, он е таму судија, јас сум веќе обвинител, имам некоја стравопочит спрема тој човек. Тука е оној, дури и по погледот може да осетите дека Ја сакате правдата. да, сакам. И тогаш почнав да се борам, меѓутоа што понатаму се случуваше. Се менуваат Не работите. зависи се од една личност. Ова е посебна жена, мојата менторка, професорката Гордана Лажетик, не беше ментор на докторски студии, кои што ги завршив лани. Зошто ја ставив оваа слика? Жената е навистина посебна, е капацитет. Да се биде ментор на докторски студии не значи само про форма, Така. да напише некоја изјава таму и на крај да ти го види трудот. Кое време е да извонев? Профа, имам ваква идеја, што мислите? Ајде, праќај. Ментор во вистинска смисла. Ментор во вистинска смисла на зборот. Тука сме во Охрид пред 2-3 години, бевме член на Комисијата за дигитализација во правосудството и одржувавме тогаш самит. Нормално јас и она и судијата Нанев бевме како модератори на тој настан. И сакам уште еднаш да се заблагодарам за целата поддршка и се надевам дека и другите кандидати, и докторанти, и магистранти ќе имаат таа среќа да имаат вакви ментори. И овај од одбраната на докторатот, тука се професорите од областа на кривичното право. Господинот Камбовски. Академик Камбовски, професор Каледжиев, професор Мисовски и професорката Илик и нормално мојата менторка. Ја ставив оваа слика не се само тие, значи другите професори од Јустинијан I, посебно тие од областа на кривичното право се всушност една од причините заради кои што уште повеќе го засакав кривичното право. Да. Имаме уште. Ајде режи. Ова е последна, меѓутоа најбитна слика. Овие се моите, не се чудете, 3 деца. Две се биолошки, едното е, така се скажуваме, као посвоено, како моја керка, ова е Дрим, постариот син, Лео е малиот, а во средина со црвениот фустен е Руже. Иста е како мене. Иста е како мене и во однос на енергија, во желбата за правото и правдината да излезе на виделина. Многу е борбена, а најбитно е има најчиста душа, што сум ја запознала. Затоа штета е што разликите во години не се толку, 9 години сме само разлика, што вистински не можев да ја посвојам, меѓутоа на тој начин ја осеќам. А и од самата фотографија може да видите дека и со моите синови имаат посебен однос како брат и сестра. И покрај родителите тие ми се најголемата поддршка и причина зошто се смеам кога денот е и најлош. Така. Господја Фатима, ви благодарам што ги отворивте фотографиите и ни споделивте навистина убави спомени и мотив за секој дека можеме ако сакаме. А особено со љубовта на вашите родители. Љубовта мислам дека ги движи сите работи во животот. Така да ви благодарам уште еднаш казистата. Да ги погледнеме фотографиите на Стефанија. Ајде да ги видиме незините фотографии, режија. Да видиме што ни подготвила Ние одбравме за неа, така да не знам што следи. Ние Александра да видиме што ни подготвила. Еле мислам дека знаев дека ова ќе биде прва. Ја споменавме повредата, раскажавме за истата, мислам дека треба да е мотив за сите кои што ја сакаат уметноста и спортот. Да, ова е 2 или 3 дена после операцијата на колено. Ова е во болницата Цито во Москва, каде што ја правев операцијата. Како што гледате позитивно насмејана, како и секогаш, и балетот не сме да трпи. Обавезно сека морам да се растегнам малце. Секаче. Во шпага. Браво, Лалдо тие. Мама, тука сум ја споменавме на неколку наврати. Мојата најголема поддршка и тогаш беше до мене, исто во болницата во Москва после операција, 2-3 дена после операцијата. И таа позитивна и насмејана и јас. Така треба. Така треба. Одиме следна режија.
Сцената за која многу зборувавме. Ова е театарот во Перен, Пермскиот театар на опера и балет. Тука сум после мојата премиера Раймонда, таа што ја гледавме. Така, како видео? Да, како видео. Ова се моите професори Виталий Дмитриевич Палешук и Наталија Анатолиевна Мајсиева, моите педагози со кои ги спремав сите улоги во театарот. Вашите ментори, Моите бидејќи ментори. господјата Фатима Да. зборуваше за ментори, вашите ментори во областа. Многу битни луѓе за мене. Направија многу за мене. Се кача. Ако не ти се погоди, значи менторот ништо. Точно. Одиме следна. Ова е истата вечер после премиерата Раймонда. Откако ја одигравте? Откако ја одиграв, да, која помина Се гледа доста сјајот успешно. на лицето. Доста успешно, ова се најубавите моменти да после представа, кога сите доаѓаат, те поздравуваат, ти кажуваат убави зборови. Тука имам 16 години, после представата Снежана, која играв тука во Македонска опера и балет. Тоа беше една прва моја голема представа два чина која ја изиграв. Убави спомени, многу убави спомени. Одиме понатаму. Исто така. Снежана, ја Да, споменавме. Снежана. Тука ве гледаме улогата на Снежана. Да, тука се мои многу драги луѓе. Кога што гледам, мајка ми беше лошата кралица, додека јас си играв Како е да се Снежана, игра со мама на Да. Тоа сцената? беше многу интересен момент и многу затоа што бевме две сопернички, јас Снежана и таа лошата кралица и брат ми кој е тука одма до неа, викаше јас се надам, викаше мамо ти ја сакаш да, не си ти лоша. Толку било тоа убедливо да така да Значи, ми добро се сте искочи, одглумиле. добро, многу добро сме одглумиле, да. Само да видам тука е мојата ако може да вратиме само да кажам кој е со мене, Веднаш, еве сега. затоа што исто многу важни луѓе за мене. Така, да ја вратиме Кажи ја сликата, да ја фотографијата со вратиме. Снежана. Професорката Дафина, мојата професорка кога учев тука, професорката Кушевска, со која се спремав за надпреварот Арабеск, од каде што ми почна се. Целата кариера. Да, многу сум благодарна, таа сега ме гледа. Сакам Огромен да ја поздрав поздравам, до неа. огромен поздрав Да до даде професорката поттик на Кушевска. многу млади. Да, точно, таа многу ми помогна. И Марија Јосифовска со која ја спремав улогата на Снежана. Вашиот брат и кој е другото? Моето братче, да, и тоа е, мислам, нека Гала, тоа е киркичката на професорката Дафина. Ако можам убаво Може да идна видам од балерина? тука. Идна голем талент, искрено. Вчера гледав, имаше надпревар, огромен талент, прекрасна идна балерина, дефинитивно е Гала. Одлично. Браво. Ајде, сега може следната фотографија. Ова е катчето каде што се Ова е- раѓаат идните балерини. Ова е катчето во нашето студио. Ова ние си го викаме... Да, ова е дел каде што има рачно изработени крунички, кои ги прави мајка ми. Така да, ова е дел од нашето балетско студио во центар. Имаме едно и во аеродром. Така. Магично е за сите кои што го сакаат балетот на вистина. Да. Супер, дали имаме уште? Да. Ова се исто фотографија од нашето студио во центар. Ова се фотографија од концертите кои што ги одржуваме секоја година, за Нова година и летни концерти. Ова се нашите прекрасни балеринчиња. Сите од нив имаат завршен концерт, што е многу интересно и Да. симпатично. Да. Ова сме јас и мајка ми пред театарот од моите соништа, тоа е Болшој театар во Москва. Тука сме баш пред да ја правам операцијата. Така. Некои 2 дена пред. Супер. Театарот во кој што работиш, така? Не, работам во Перм, бев примена Ова е во во Болшој Перм. театар, но Ова е повисока почнав цел. кариерата. Повисока да, ова е веќе цел. понатаму. Цел Ова е која што- каде сакам да работам. Да, понатаму. Да. Така. Следното гостување верувам дека Стефи ќе биде токму дел од Фотографија од овој таму. театар. Се надевам. И сцената ќе биде токму од овој театар. Ова е исто улогата на Ремонда, Така. од вариацијата која гледавме претходна. Многу ја сакам ова улога и можам да кажам ова ми е една од најумилените и најтешки улоги кои што сум ги играла. Добро, мислам дека имаме уште една фотографија. И балерина Ова сум е јас секаде на одмор, балерина. Да. Ова е балерина на одмор, да, обавезно.
Значи немаш класични позирања на одмор, се се не, ваки. па јас не знам да позирам обично како обични луѓе, обавезно нешто правам вака балетски, затоа што Тоа е вашата изгледа природна мојата поза. природа, Така да, дефинитивно. Стефи, благодарам што ни дозволи да те изненадиме од социјалните мрежи, да го извадиме убавото од твојот живот, иако е краток времеплов. Господјата Станка ни сподели малку поработни фотографии кои што ги имаме од неодамнешни средби и верувам ќе ги коментираме истите, да ги погледнаме. Ова е магазинот кој секогаш редовно стигнува кај нас и кој што треба да стигне до секој пензионер, бидејќи има многу содржини. Пензионер е списание кое колку долго излегува, господја Станка? Па, вест од број. Овој, мислам дека јас од тука не можам да видам. Голем, да, Да. 200. Да. голем поздрав до господјата Калина, која што е неуморен новинар токму во ова списание. Да, таа е главен и одговорен уредник Така. на вестникот Пензионер Плюс и по овој вестник можам да кажам дека ние сме препознатливи како граѓанска организација. Бидејќи овој вестник го издава Сојузот, се дава во 6000 бесплатни примероци, до здруженијата се распоредува по клубовите и овој вестник де факто представува една многу фина интеракција меѓу Сојузот и здруженијата и односно меѓу здруженијата Да сите кои се уште сакаат да читаат. Кој што прави во својот дел на работите, значи да се учат едни од други и ги добиваат сите потребни информации. Затоа овој вестник многу е битен и се бориме да остане и понатаму. Го подобруваме квалитетот колку што можеме. Кога зборуваме за пензионерите, се случува мрак, но ние ќе продолжиме натаму. Нема мрак за нас, Александра. Ние одиме кон светлото. Одми следна фотографија. Следната Велета? фотографија е, колку што гледам јас, Ова е тоа средбата од Словенија? Не, ова средбата Не? од Словенија, имавме уште една средба со Сојузот од Србија. Значи, таа средба се оствари на 18 мај. Двата извршни одбори одржаа работна средба во Охрид, која што беше многу корисна меѓу двата сојузи и меѓу двете пријателски земји, би рекла, бидејќи на оваа средба се разменија навистина позитивни и добри искуства кај нив и од наша страна. Србија е секогаш пријателска земја за Македонија. Точно е така, бидејќи пред ние со овој сојуз на пензионерите од Србија склучивме меморандум за соработка, но пред да го склучиме овој меморандум, како условно речено како правна рамка, нашите здруженија на пензионери веќе меѓу себе си соработува, а со здруженијата од Србија ова беше, како да ви кажам, ете заокружено од двата сојузи за натамошна, би рекла, соработка. Она што го дознавме од нив, еве, добро е да слушнат пензионерите, дека многу го барат правото на банјска климатска рекреација, а која сега во моментот не го користат. Во Србија тоа право дури го користеа и за време на пандемија. Инаку самата постапка спроведува преку Сојузот на преку Сојузот на пензионерите во Србија, односно се реализира со поднесување на барања преку здруженијата на пензионери, преку дадено овластување од државните органи согласно законот, со зачинено е многу добра и позитивна околност. Одлично, продолжуваме понатаму. Тоа е таа средба, фотографија од таа средба, каде што нели двајцата председатели мора да си ја кажат личната карта на својот сојуз, да си ја представат и својата држава, бидејќи одговорноста не е само да говорите вие за пензионерите, туку си ја представувате и својата татковина. Така е, така треба. Ајде одиме понатаму, режија. Иде. Тоа е исто така од таа средба фотографија. Калина се потрудила да ви Така е. Да, имаме одлично. Во се да се долови секој детал. Да ви достави повеќе фотографии. Ова е исто така, значи таа средба покрај работниот дел, нормално дека имаше и дел каде што знаменитостите на Охрид им беа покажани, како не да не се појде до Свети Наум и да се види таа природна убава. Исто како да не сте биле, значи во Така како да не биле во Охрид. Многу ја сакат Македонија, многу го сакаат Охрид и право задоволство е да се човек дружи со нив. Вреди да се прошет. Да. Добро, следно, овие ги видовме, режија. Одиме понатаму. Понатаму.
Еве, ова. Исто. Ова е од, вашата сега, како канцеларија? епилог, да речем пак позитивен од таа средба, беше кога тие се враќаа од Белград, ние ги поканивме да дојдат во нашиот сојуз. Како добри домаќини ги пречекавме, нели, да видат каде се деловните простории на сојузот, за да во секое време можат да дојдат кога ќе, да речам, случајно наминат во Скопје. Добро, имаме ли уште режија фотографии? Имаме уште Има, неколку, ајде. да. Ова е исто од Сојузот, кој што е во центарот на Скопје, во центарот на градот. Да, точно така. Сега ова е една фотографија која што е на сликата е професорот Павловски од факултетот Мајка Тереза. Со него ние имаме соработки и заеднички проекти во интерес на пензионерите и досега реализиравме еден проект, сега во постапка е втор проект, значи обезбедуваме активно трето доба и преку проекти кои што нели бидејќи Сојузот има и статус од јавен карактер, па така лесно можеме да се вклучуваме во сите тие области. Супер. Ова е веќе сликата каде што јас го подпишувам, го давам својот ценет подпис на декларацијата за меѓугенерацијска соработка Тоа што го споменавме на почетокот, на почетокот што ја споменавме, па така многу внимателно гледа овој господинот подпредседател на Сојузот каде ќе го ставам подписот. Еве, тоа е таа фотографија која, како и зборовите и сликите остануваат вечито, а зборовите летат, нели? Така е, така е. Ова е последна фотографија. Ова е заедничка фотографија со останатите земји што беа присутни во Љубљана на тој меѓународен настан. Супер, одлично. Ве благодариме многу за издвоените фотографии. Дали се гледаме воопшто? Се гледаме одлично. Се гледаме. Ако треба со телефон ќе биде. Не. Во мракот треба да ја најдеме светлината. Се надевам дека светлината ја Видиш што убаво најдовте. изгледаш ти, Александра. Мислам дека во таа комуникација околу фотографиите, мислам дека од кај нас ви беа доставени фотографии за една многу наша активност, доколку немаме време нив да ги покажеме. Да. Ќе ве посетиме во госпоѓа Станка. Само една реченица да кажам дека 2025 година Сојузот ја прогласи година на пензионерски еколошки активности. За истото ќе ве посетиме во Сојузот на пензионери, каде што да заборавите. Јавно ви ветувам каде што ќе одвоиме доволно време и внимание за истото, бидејќи имаме различен амбиент, а светлината ќе ја пронајдеме токму во дамите и во животните приказни. Јавно ви благодарам за она што денеска ни го споделивте. Да. Инаку, Александра, морам да се заблагодарам за ова. Ова навистина беше добра работа со фотографиите, заради тоа што, вчера се договоривме и барам синоќа сватив кои и што во суштина ми се битни во животот. Веројатно пред 10 години да требаше да пратам фотографии ќе беа тоа од некои патувања, од некои конференции, од да. Сега, па викам, што ми е битно? Кој ми се најбитно? Фамилијата. Семејството. Така. Тие што ми дале професионална поддршка. Како се менуваат работите во животот, Фатиме? Да. Така, супер, баш ми е драго што еве сте дошле до ова сознание. Ви благодариме многу за денешното гостување. Овде мора да ја завршиме емисијата. Јас имав убава емисија, Александра, и ти верувам дека и вие уживавте. Супер беше. Ете, така време е да го одјавиме ова денешно дружење почитувани гледачи. Останете на програмата на Канал 5.